карактеристиките, нали, тоа е зголемениот број на змии, меѓутоа во последно време некако сакаат да шетаат низ градските средини. На оваа тема разговараме утре во студиото со господинот Боголјуб Стериовски, истражувач на водоземци и змии. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро на гледачите на македонската телевизија. Рековме ние дека низ градовите, односно низ населените места во лето знаеме да се испаничиме од змии. Сега дали ги приметуваме, тие постојат сигурно, меѓутоа дали навистина ги има повеќе или едноставно почесто и повеќе ги забележуваме? Повеќе ги нема, нивниот број воопшто не може толку експанзивно да се појави. Меѓутоа, оно што е специфично е тоа што и во изминативе, би рекол, десетина години имаме нагли затоплувања. Од период на заладување имаме нагло затоплување, што нив ги прави да бидат поинтензивно активни. Кога имаат подолг период во пролета неактивност, мора да излезат и да, би рекол, постасаат со своите животни функции. И затоа ние ги гледаме повеќе. Значи, фреквенцијата на појавност е зголемена, но не значи дека има повеќе змии. Кои услови се добре дојдени за змиите? Се насмевнавте кога кажа колегата дека се чувствува реално 31 степен во моментов во Скопје и дека тоа е едно добри дојде за змиите, меѓутоа шала на страна колку и во пролетниот период кога често имаме гледки дека се доцни и со косење и со средување на градските средини, тоа допринесува да имаме зголемен број змии низ градските средини. Спротивно на тоа што луѓето мислат дека високите температури се предуслов за да има поголема појавност. Значи тоа не е вистина, така? Не е вистина. Во најтоплите периоди не можете ни змиите да ги најдете затоа што тие се повлекуваат. Во истражувањата кои ги правиме во летните периоди, ако сакате да имате поголем успех да најдете змија, треба да одите во утринските часови кога е поладно и повлажно. Додека во текот на денот станува и суво и топло и тие се повлекуваат во своите скривалишта. Од друга страна пак, она што го споменавте за неискосените површини, сето тоа се во сушност делови каде што змијата не забележително може да помине. Змиите и градовите се поврзани на еден начин, односно змиите секогаш ги следат изворите на храна. Ако имаат извори на храна, тогаш ќе имаат интерес за да бидат на одреден простор. Сега, ако има на тој одреден простор несредени, во случајов тревни површини, разни отпади и слично, каде што тие ќе може да се скријат, секако дека ќе ги искористат за да бидат неприметени, односно незабележени од Со што се хранат змиите? Од оние 16 видови кои ги имаме кај нас, најчесто поголемиот дел од нив се хранат со ситни цицачи, значи тоа се глувци, може да бидат во некои случаи, одредени случаи и пилиња, можат да бидат и други змии дури и гуштери. Значи сето тоа што може да го совладат, односно да им послужи како храна. Освен високите температури, веројатно постојат уште многу други заблуди кои што граѓаните ги имаат околу змиите, па кои се дел од нив? Едно од најголемите заблуди е тоа дека секоја змија е отровна. Спротивно на тоа не е. Ние имаме 16 видови змии, а 5 отровни? Така. 16 видови, од нив 5 се отровни, од кои една е потенцијално опасна за човекот. Тоа е поскокот, кој има дистинктивни разлики од сите останати 4 видови кои се отровни. Тој има рокче на врвот од главата и може лесно да се забележи. Она што е втор, би рекол, некој урбан мит е дека, например, во врска со поскокот, дека тој скока. Ниту една змија кај нас не може да скока. Ниту една змија воопшто не може да скока. Заради тоа што таа може да исфрли 2/3 од своето тело во случај на одбрана кога треба да нападне. Нападите, и еве уште еден урбан мит, вика змиите напаѓаат. Не напаѓаат змиите. Змиите само се бранат. Кога се доведени во услови да немаат излез, тоаш ќе нападнат со каснување. Дури и смоковите кои не се дробни. Така. Морам да ве прашам, се плашите ли некогаш? Од змиите. Кога работите со отровни змии, секогаш мора, мислам тоа е мојот став, мора да има доза на страв
колку да ве држи предпазлив, за да знае чува. Да, за да може да го направите тоа што треба на правиот начин. Превенцијата кога зборуваме за змии, секогаш превенцијата е најдобрата заштита. Па тоа е и нашата тема денеска. Ризици, превенција и правилна реакција. Како да превенираат граѓаните да не дојде нели до реакција змијата да се чувствува небезбедно и да реагира, и како правилно да реагираат всушност? Вообичаено во овој период од годината, кога граѓаните почесто ги посетуваат природните средини, треба соодветно да бидат, би рекол, облечени, односно да имаат високи чизми, тоест обувки и панталони. Она што е важно кога престојуваме во природа, внимателно да го видиме теренот каде престојуваме, затоа што да не забораваме дека тоа е нивниот дом, нивната средина, така да таа превенција во однос да се прегледа местото каде ќе седнете, каде ќе имате некој простор за пикник, е секогаш пожелен. Доколку се сретне змија во природата, треба да се заобиколи во широк круг, заради тоа што вообичаено, во 90% од случаите тие бегаат. Што ако дојде до каснување? Што тогаш се прави? Ако дојде до каснување, се препорачува да во една најсмирена варијанта за отровот нели да не се дистрибуира брзо низ нашето тело, смиреноста е клучна, да се побара медицинска помош во најблискиот поголем медицински центар. А до тогаш? До тогаш може да се направи, би рекол, прва помош, имобилизација, доколку да речеме каснувањето се случи на рака, доволно е само да ја свиете вака раката во една V формација, и целата работа е да го забавиме крвотокот, не да го сопреме. Спротивно тоа луѓето што мислат дека треба да се стегне, што е можно посилно, тоа предизвикува пак други компликации ако го навистина го сопреме крвотокот, тогаш од една страна ќе има последици од отровот, а од друга страна ќе има последици под ткивата заради тоа што нема крвоток. Господин Истријовски, може ли да се заштити приватниот имот на некој начин нели од змии? Приватните имоти, особено оние кои се во периферните средини на населбите, градовите, па и селата, може да се заштитат на два начини. Прво, да ги отстраниме сите оние елементи во нашите дворови кои во суштина може да бидат скривалишта за змиите. Не треба да имаме шут, не треба да имаме разни работи кои во суштина под кој може змијата да се пикне. И доволно е оно што го споменавме, тревниците бидат искосени. Сето тоа не им дава на змиите деме како искосена треба да нема да дојдат таму, меѓутоа ќе ја видиме. Барем да се види. Да се види, тоа е главниот предуслов. И оно што е многу важно, ако делуваме на нивните извори за храна, значи ако немаме глувци во просторот каде што сме, да речеме во викендичката, во дворот, тоа значи дека змијата ќе нема интерес да дојде тука и автоматски нема. А има ли нешто што би ги уплашило, што би ги одвратило? Постојат репеленти кои се продаваат во земјоделските аптеки низ државата, во вид на јаглински коцки, некаде слушам дека и сулфур стават луѓето. Меѓутоа, главно, не велам дека тие не може да допринесат, но главно е изворите на храна. Значи, ако има глувци, веруете ми дека змијата тоа го следи. Значи да се имат мачка, под број 1. Знаете што, тоа е интересно со мачките, затоа што змиите се поуспешни ловци од мачките во однос на глувците, но да, ако ги немаме изворите, ако ги супресираме изворите на глувци, односно ако нема глувци, ќе нема змии. Тоа е некако така поврзано. Многу се некако гладко и сладко раскажувате, се гледа дека имате огромно искуство зад вас, меѓутоа има за самиот крај на разговорот, сте имале ли вие непријатна ситуација каде што освен тој страв кој што го имате на секој одење истражување на особено отровните змии, го имате нешто кое што ве загрижало баш повеќе? Во изминативе 27 години не сум имал ситуација која била живото загрозувачка, иако во континуитет кога работите со отровни змии, тоа секогаш може да се случи.
Оно сум имал многу смешни ситуации. Например, при фаќање на некои смокови, еднаш смок ме касна на носот, да речеме. Добро. Имав ситуација да не приметив дека една од врекичките во кои ги ставаме змиите не беше добро затворена, па ми избега змијата во шаторот. Меѓутоа не беше отровно. Некои такви моменти кои во суштина се добри за тоа што треба да ви предочат дека навистина треба да се внимава кога се работи со животни кои се од дивината. Значи, освен пораката да не бидете истражувачи на змии, што е друго што не, треба да знаете? Не, потикнал пораката. А има ли интерес кај новите генерации? Колку ви има? Многу малку. До сега јас и мојот колега Драган сме двајцата кои подолго време се занимаваме. Се надам дека има млади студенти кои ќе продолжат со работата на водоземците и влекачите. Она што би сакал да го поттикнем и како апел до граѓаните, секогаш тоа што не го познаваме доволно, тоа многу не плаши. И во случајот стравот од змиите е заради непознавањето нивно. Ако отидете во Австралија, грото од луѓето знаат со што се соочува таму, да речеме таму имате, тоа е земја каде што има многу отровни змии. Информираноста е првата превенција што треба човекот да ја направи. Апсолутно. Ви благодариме на гостувањето. Утрово се надевам дека бевме корисни до гледачите, посебно нели во овој период каде што практично е интензивирана оваа појава на малку повеќе змии. Зборуваме за урбаните средини, па ве очекуваме повторно со нови приказни. Убави, се надевам и да информираноста, како што рековте, да ја малку подигнеме на едно по друго ниво, се разбира. Ми беше задоволство и да, тоа е клучната улога на медиумите, да ја го зголемиме знаењето.